Добро вечер, драги мои, добро дојдовте во најновото издание на Рапорт со Јофе, прво по летната пауза на шоуво. Редовните гледачи знаат дека требаше да започнеме уште во средата на 25 август, но тогаш немаше емисија. Се прашувавте зошто? Ева, приказната е многу едноставна. Решив да се откажам од изданието во среда и да останам само на ова во недела, со тоа што наместо 10 ќе трае 15 минути. Се уште се прашувате зошто? Знаете дека пред да заминам на одмор направив 10 емисии кои што одеа 2 пати неделно. Не знаете, но еве сега ексклузивно ќе ви откриам дека за тие 10 емисии требаше да добијам хонорар од 100.000 евра. Сепак, на моje општо изненадување од телевизија ми беа дадени само 50.000 евра. И си викам, добро бе, зар вреди да се малтретирам 2 пати неделно за бедни 50.000-арки? Нормално дека не. И така, еве ме сега секоја недела по вестите и по метео во 19:50. Дај сега да видам што ми да прочитам. Вика вака, откако во повеќето медиуми се појави информацијата дека претседателот Иванов на брифинг со новинарите кажал дека европратеничката Дорис Пак на средба во Сребреница му кажала дека македонската влада во 95-та одбила да прифати членство во Европската унија и НАТО под референцата ФИРОМ, се огласи европратеничката која го демантира ова. Таа вели дека никогаш не остварила средба со македонскиот претседател и бара негово извинување. Доколку не го добие, се заканува со тужба до Иванов. Лаже, Џоле, а? Добро, кога веќе сме почнале со тужби, и јас планирам да го тужам претседателот. Зошто? Вака, ви значи нешто датумот 26 август 2009? Не? Мене ви значи, бидејќи тоа беше денот кога нашиот ни претседател беше во Паљурци. И зиркајќи за малку ќе паднеше во еден бунар. Да, тоа беше моментот со бунарот, но нормално дека не планирам за тоа да го тужам нашиот ни претседател, туку за една изјава која даде откако го виде бунарот. Може прашање, претседател? Прашање на 6 септември, ќе има отворена емисија со сите уредници, тогаш пренесете им сите прашања што ги имате, ќе одговараме во отворената програма што ќе биде на 6 септември. Претседателе, вака чисто информативно на година дена по оваа изјава, на 6 септември немаше никаква отворена емисија и не одговаравте на никакви прашања. Така да, исто како и европратеничката, и јас очекувам или извинување, или ќе ве тужам. Да? Добро. Почитувани гледачи, од режија ми известија дека информацијата што ја прочитав била малку постара и дека во меѓувреме претседателот се јавил на европратеничката и рекол дека новинарите на брифингот погрешно го разбрале и погрешно ја пренеле неговата изјава. Тој само сакал да поттикне истражувачко новинарство. Од кај ми е познато ова? Тоа е разумен компромис. Не можам да ви објаснувам. Сватете го. Тоа значи дека треба да го смениме ние името? Веројатно, како новинар, треба да знаете зашто станува збор во преговорите. Ја не можам да ви објаснувам сега. Дали тоа е разумен компромис за Македонија? Република Северна Македонија. Тоа е географска одредница која посакува другата страна. Кажавме за разумниот компромис, бидејќи бев многу погрешно интерпретират. Грција ќе излезат со многу аргументи, како што слушам, многу ќе бидат од наши новинари што давале изјави, што ширеле спекулации и што давале погрешни информации кои грчката страна ги користи дека се во нивна корист. Претседателот на државата повторно погрешно разбран, откако вчера изјави дека македонските новинари со своите текстови ќе бидат дел од одбраната на Грција пред меѓународниот суд на правдата во Хаг, неговиот кабинет денеска да објаснува. Претседателот немал намера никого да прозива, ниту обвинува. Да. Што ми претходно се случило новинарите погрешно да го разберат, зашто би им верувале сега и зашто сега точно би го разбрале. Инаку, по телефонскиот разговор Дорис Пак многу нормално решила наместо на 8 новинари кои биле присутни на брифингот и кои тврдат дека тој ја цитирал европратеничката, да му поверува на претседателот и да не го тужи. Претседателот пак решил да понесе представка до Советот на 6 на ЗНМ за колегата Александар Методиев од Канал 5, бидејќи не известувал професионално. Значи сега, откако Дорис Пак решила да не тужи, останува само јас да го тужам претседателот затоа што излажа дека на 6 септември ќе има отворена емисија каде ќе одговара на прашањата на главните уредници. Дај почекајте малку. Добро. Да. Почитувани гледачи, се изгледа и јас нема да го тужам претседател, бидејќи од режија ми велат дека погрешно сум го разбрал. Ај во право се. Па тој не кажа за кој 6 септември се работи, јас како новинар што ништо не разбирам, нормално дека ќе избрзам и ќе помислам дека се работи за ланскиот.
Може би се работи за 6 септември оваа година, или наредната, или таа понеја, или таа попонеја, или таа по-по-по-по-понеја. Така ти е кога ништо не разбираме.